Стадион. Емисија за вашата вистина. Александар Даштевски го имаме на линија, председателот на Државната изборна комисија. Господине Даштевски, дали се слушаме добро? Да, слушам. Малку фативте гужва. Како оди работата? Фингерпринтовите 200 стигна, приемот тече или заврши? Примо предавањето, како се вика? Примо предавањето за тие 200 вчера заврши. Каква е состојбата, каква е процедурата, динамиката, каква ќе биде? Дайте ни основна информација. Па еве, сега овие 200 ќе се приспособат за обука на избирачките одбори. Обуката ќе ја вршат лица кои се обучени од германската компанија, а во сукцесивно во наредниот период од 4 недели ќе доаѓаат по 950 уреди, со тоа што втората недела од сега, бидејќи ова е прва пратка, ќе дојде и серверот, така што на 1 октомври сите ќе бидат тука. Меѓутоа, со оглед дека ние го заклучуваме избирачкиот список на 24 октомври, овие девизите, како ги викаме, за гласање, апаратите, ќе почнат да се пулнат на 28 септември, така што веќе некаде на 3-4 ќе бидат наполнети, бидејќи последната пратка стига на 1 и ќе бидат спремени за доставување на општинските изборни комисии, кои после ќе ги достават на избирачките одбори. Тоа ќе биде еден ден пред изборите, за да нема поголем ризик да се изгубат или нешто така. Така што овие податоци кои ги добивме ние од МВР 48 часа по распишување на избори се криптирани и стојат во серверот на Државната изборна комисија. Сега серверот што ќе стигне за 2 недели исто ќе биде криптиран. Кога ќе се префрлат податоците, ќе бидат тајни, никој нема да може да ги гледа, и да го украде некој тоа апаратчето и да го однесе, нема да може да ги види, да ги отвори податоците, бидејќи се криптирани. Дури ни председателот на избирачки одбор и подпредседателот на избирачки одбор што ќе управуваат со нив, нема да може да ги видат податоците, само гласачот кога ќе дојде, кога ќе остави прстот, тогаш тој ќе излезе на екранот и неговите лични податоци и ќе покаже сигнал дали гласал или не, после продолжува постапката за гласање. Тоа би било. Значи, ова е објаснување како ќе оди процесот на гласање. И самите рековте во некоја прилика, и Новаковски поранешно председател, нова технологија сигурно има ризици. Дали со вашите луѓе кои што се експерти за тоа, но и други кои што сигурно ги ангажирате, советувате за да овој процес помине во најдобар ред, се предвидовте што може да се појави како проблем? Еве, например, дали на сите места треба да има интернет? Да. Има места кои што се, како ги викат, бели точки. Видите, само тука да расчистиме веднаш, да веднаш да не бидат погрешно граѓаните, значи овие ќе бидат офлайн. Нема потреба од никаков интернет. И тоа е тоа да го кажеме. Добро. Ако биде онлайн, може да бидат подложени на хакерски напад. Така што сега овие се значи од нашиот сервер се повлат на нивниот сервер, од нивниот сервер директно во апаратите и се носат така криптирани, се картичка има председателот на избирачки одбор, ја става картичката, пин код и го ја отвара гласачката машина. Значи нема да биде на интернет, нема никаква потреба од интернет. Затоа не треба поврзаност со базите на МВР. Тоа да го расчистиме, многу е битно. Литиумски батерии кои траат 24 часа во суше по некое село или на планина некаде да нема струја. Инаку офлайн се во нив се податоците само за тоа избирачко место. Добро. Само тие гласачи кои гласат на тоа избирачко место, и ако дојде некој со лична карта што не е на тоа избирачко место, нема да го најде и нема да може да гласа, ќе се оди таму кај што е за моја адреса. Значи ова гарантира целосна безбедност на изборниот процес. Да, безбедност гарантира и
и тајност на податоците, нели, бидејќи чувствително е отпечатоците на прсти и другите податоци, матични броеви и така натаму, кои се внесени внатре. Сите податоци од избирачкиот список, име и презиме, адреса, матичен број и отпечаток на прст, се загарантирано заштитени. Имам две прашања за тебе. Првото прашање е колку држави во Европа имаат ваква технологија на гласање? Па, јас како што знам, неколку држави имаат. Не, тоа неколку не е одговор. Одговорот треба да биде 1 на 5, 50. Ќе ти кажам, според моите податоци, јас што барав, се само 3. Да. Така е, точно. Така е, добро. Второто прашање, Преска рече дека со ова се обезбедува тајност. Ти си, она што велиме, стар мачек, кога станува збор за ДИК, си бил порано и... Да. Така да добро го познаваш изборниот закон и познаваш комисијата како функционира. Кога беше порано член, имаше проблем со тајноста? Па видете се, ја кога сум бил... Не, одво говориме, имаше или немаше? Ама не збориме се за тајност, зборуваме за трансфер. Ама вие рековте, Добро, Пендаров, да го оставиме. Дашчевски, повелете. Да. Значи, што сакам да кажам, нели порано имаше процеси, она го гледавме 99-та година. Тогаш јас не сум бил во ДИК. Тогаш јавно се полнеа кутии. Одамно тоа го снема. Да. Сега фактички ова гарантира безбедност. Тие проблеми почнат да ги имат од 90-та, а последните беа на референдумот имаше нели на 7 секунди, на 9 секунди. Тој процес би требало да се отстрани. Фактички, нели, нашата девиза за избори на ДИК, па и на Република Македонија, бидејќи ДИК е во Македонија, тука се, нели, one voter, one vote, еден гласач, еден глас, и тоа би требало да се постигне. Значи, да нема групно и семено гласање за друг, тоа е целта на овој фингерпринт, ја колку што знам. Значи... И на почита чете најголеми партии се договориле за тоа, го внеле во изборниот законник, едногласно е донесено тоа и мора да се спроведе. Доколку не го спроведеме, не одговараме. И уште едно прашање имам. ДИК останува и понатаму еден вид партиска комисија, бидејќи сте сите таму избрани по партиска линија. Тоа исто така нигде го нема во Европа ваков ДИК. Дали мислите дека треба до парламентарните избори да се смени и овој начин на составот на ДИК, него ДИК да стане како што е секаде во Европа административна служба, која во текот, која пред изборите пообичај доаѓа судија од Врховен суд, околу месец и пол. Беше и кај нас еден период така. И со тоа поминуваат изборите по негова контрола. Дашчевски, повели, Пендаров, малку да го оставиме да зборува. Повелете, Дашчевски. Па еве, ја ќе кажам дека, нели, за тоа постои работна група во Министерството за правда, учествуваат и членови од ДИК кои технички помагаат да се подготват работите, меѓутоа за тоа се договараат 4 најголеми партии и податаму поставката продолжува во Собранието на Република Македонија, така што јас не сум надлежен да зборувам за промена на закони. Ако се договорат, јас се согласам, нема проблем. Дашчевски, само како ќе биде дома гласањето? Не мокните лица таа процедура, затоа што сега имаме нова ситуација. Без отпечаток на прст ќе биде тоа. Дома ќе биде како што си беше постаро. Постаро. Друго постаро останато ли е нешто? Па затворениците исто. И постапката постаро е доколку ова е според член 108А гласање со отпечаток на прст, а 108Б регулира постапка кога ќе гласаат по стар начин, доколку таа машина не може да се вклучи разтипана е трајно и тоа контролирано техничкото лице кое е задолжено за таа машина. Тогаш Општинската изборна комисија ја известува Државната изборна комисија
и државната комисија може да даде одобрување да се даде можност да се гласа по стариот начин, бидејќи нема друга можност. Така што тоа е тој случај кој ќе гласа без употреба на таа машина за отпечаток на прст и тоа ќе биде ретко или нема ни да се случи, бидејќи ова е софистицирана опрема која ќе послужи за без проблем да помине избирачкиот процес. Да, ще скуште. Да. И за тоа останал член 108а со UV лампа и спреј. Значи тоа е во тие случаи кога нема да може да се употреби машината. А исто така во избирачкиот список ќе се вметне една графа за ставање на отпечаток на прст, така што тие што не гласале ќе стават отпечаток на прст и после доколку има потреба да се проверува, ќе им се провери отпечаток на прст накратко. Значи, уште едно-две прашања. Предвремено поштување на изборната кампања. Има забелешки за тоа. За тоа зборуваше и Новаковски. Немате и некој цврст законски основ. Големите политички партии, ако ги прашате, ќе речат не е тоа за поштување предвремена кампања. Меѓутоа, евидентно се случува тоа. Имате големи надлежности, а сепак законот тука не предвидел санкции. Главно санкциите се однесуваат на медиумите. Кај партиите, а не се слушна до сега партија да плати казна некој. А и да плати, многу име гајле од државните пари ке плати, а медиумите плаќаат. Добро. Повелете. Да, значи, нели на 11 септември, тоа е, чини понеделник, во 24 часот, партиите ќе ги достават листите. И од тогаш официјално се знае кои ќе бидат кандидати и од тогаш немаат право на рекламирање пред започнување на изборната кампања. Тогаш сега, ова што го прават, ја како што гледам, е некоја презентација на кандидати и тоа и порано, ако се сеќавате, беше дозволено. Меѓутоа, кога немаше ковид, можеше тоа да се прави во поголема сала и одлично се правеше една вечер за сите кандидати, меѓутоа сега конвенција, на отворено. Да, на отворено се прави, промоцијата е дозволена. Сега за другите активности, доколку приметиме нешто или доколку бидат поднесени пријави до нас, ќе соодветно на законот ќе реагираме. Има забелешка дека не ги користите максимално надлежностите со новиот закон што ги добивте големи. Дека треба почесто да реагирате, похрабри да бидете. Да. Па може би има забелешки, меѓутоа не ви рекол што е. Сега треба официјално, бидејќи гледате и сами дека секој ден се менуваат, дури не се ни објавени сите кандидати и се менуваат имињата. Те ќе биде еден, па нема да биде, те ќе биде друг, нема да биде, не знаеме кој е официјален носител на листа, кој е официјален кандидат, така што чекаме да дојде, нели, 11 до 24 часот и после тоа да видиме како ќе се однесуваат кандидатите, односно носителите на листи. За крај само со медиумите. Со порталите следивте ли нешто, ќе бидат ли под позасилен надзор или немате вие за тоа капацитет? Подготвуваме тој кодекс, го поднесуваме, го подготвуваме за однесување, така што би требало да се почитува тоа, не може све да се решават според законот. Знаете како во западните земји, ние, јас уште тогаш кога бев член на ТЕК, бевме на студиска поседа во Словенија 8 дена. Таму све се почитува, избирачкиот список е среден, генералниот секретар е вработен во ДИК, другите се исто така политички, може би не се бираат како кај нас, меѓутоа секаде има политика, мислам, леви и десни партии во цела Европа, така што во зависност како е тоа решено, така тоа се случува и генералниот секретар ги водеше сите работи нормално, така што на денот на изборите тоа беше одлична формалност. Така што се надевам и кај нас дека доволно работиме на свеста на граѓаните. Ќе има и промотивни спотови, ќе има и спотови за гласање со отпечаток на прст и така натаму. И како што каже и господинот Пендаров,
треба нели малку свеста да биде подигната и да не биде се така да мора да биде санкционирано и така натаму. Сите мерки превентивни се преземени и знаете како е на запад сега исто така, бидејќи тоа се милионски градови, не може се да се заштити законски, па се прави превентива. Така и кај нас. На крајот да завршиме со што правите со тоа пак да не падне системот, на претходните избори имаше проблем. Да, При пребројувањето блокирана, хакирана страната и за изборниот законник не ве консултираат. Или тоа е цврсто, чисто партиска работа. Треба да ве консултираат и вас, и експертската јавност. Одат таму и заедно со групата разговараат и доколку некоја солуција не е добра, и укажуваат на тоа дека е добра или не е добра. Така што не е проблем тоа да бидејќи без техничка помош од них е тешко многу да се измери нешто или да се направи и така натаму. За ова, дали ќе падне системот? За системот во како се заштитувате? Поставка и мислиме дека овој пат ќе избереме подобра фирма и која ќе може да ги спроведе таа операција, така да кажам. Бидејќи системот не падна, системот, серверот, софтверот не падна, падна апликацијата. Тоа е она прозорчето кое кога ќе стиснете на некој ги дава резултатите кои ќе се отвори. Тоа е таа апликација која беше нападната со многу прегледи и поради тоа не можеше да се гледа. Блокирана беше. Сега одиме на тоа да се реши тоа прашање. Имаме направено и IT стратегија на ДИК, полека се ажурира таа IT стратегија, сега можете да ја отворите страната, ќе видите дека е многу подобра, многу поразлична. Направивме нова со помош на IFED во Република Македонија и мислам дека тоа функционира добро. Оваа апликација сега ќе ги покажува перфектно и прецизно резултатите, така што нема потреба никој да се грижи за тоа. Александар Дашки, пожелувам среќа. Пред се треба добро да бидете обучени, знаење, ама ќе ви треба и среќа. Ви посакувам што помалку проблеми и приговори да имате на изборите. Што ќе се случи на денот на изборите? Тоа во било кои избори е можно да има проблеми, па и во овие. Посакувам, пожелувам да имате што помалку приговори. Исто и на вас успешно водење на емисијата и подолго траење на програма. Благодарам, Александар Дашки, председател на Државната изборна комисија. Стадион. Емисија за вашата вистина.